Здраво, Маја, ти благодарам што прифати учество во дискусијата Институција на можните иднини. Еве прво прашање во започеток на овој разговор. Би сакала да го поставам чисто кон тебе како историчар на уметност и културен работник. Долго време работиш во Националната галерија на Македонија и во последниот период си посебно ангажиран на работа со колекцијата на оваа институција. Молам, кажи ми во која ситуација ја затекна колекцијата на Национална галерија на Македонија и кои се твоите претходни искуства? Здраво, Ивана, благодарам за поканата да бидем дел од оваа дебата, односно од овој проект кој што е посветен на Националната галерија на Македонија, односно на реконципирање на поставката на Националната галерија на Македонија. Именно сите овие настани се на некој начин претходница на она кој што ќе се случува до година, односно одбележување на 70-децинискиот јубилеј на постоењето на оваа најстара галерија во Македонија. Како што кажа, да, изминативе година и половина се сум лоцирана тука во Далт Пашиња тамам и примерна дејност веќе ми станува работата во одделението за депо и документација на Националната галерија на Македонија. Претходно оваа работа ја работев во Музеј на современа уметност, паралелно со изложувачката дејност, односно не мојата изложувачка дејност, туку организација на текови изложби во овие институции, исто така и во Музеј на град Скопје, ако стане збор за институционалниот дел. Она кое што прашањето, да одговорам на прашањето, во која состојба беше, ја затекнав колекцијата на Националната галерија на Македонија. Значи, да дадам некои општи податоци дека таа е составена од 30.800 дела. Тоа се податоци од последната ревизија која што ја водиме од 2016 година. Најголем дел од делата се наоѓаат во Националната галерија на Македонија, односно во 5 депоа, 3 кои што се наоѓаат во Далт Пашиња тамам и 2 кои што се наоѓаат во Чифте Амамот. Исто така галеријата од оваа бројка на дела има дадено 166 дела на користење на други државни установи. Именно тие дела, колекцијата, да одговорам на прашањето во која состојба ја затекнав колекцијата, значи има и многу позитивни и многу негативни моменти, односно колекцијата е таа која што е, веројатно најдобра во Македонија. Исто така и постојаната поставка во таа форма во која што можеше да се види, да ја видат сите пред отварањето на изложбата на Петар Мазев, а и понатаму, да се избрани најдобрите дела кои што се наоѓаат во собственост на Националната галерија на Македонија, но и на други и на други институции и на приватни лица, многу помалку со цел да се представи една слика за развојот на македонската уметност до 20 век. Именно тоа се позитивните моменти. Негативните моменти се што и покрај целиот напор на колегите во изминатиот период, за жал, не се доделени средства за чување и конзервација на дела и немало воопшто доделени средства за санирање и реорганизација на депоата. Депоата, тоа веќе го зборувам по долг период, се со минимални стандарди кои што треба да ги исполнуваат и тоа е веројатно една од болките на оваа институција. Всушност не само на оваа институција, туку и на многу институции во Македонија.
Моментално се наоѓаме во Дал од прашање таму, каде што беше поставена постојаната поставка. Сега, како што може да се види во позадината, е изложба на Петар Мазев, која што ќе трае наредните неколку месеци. Што се случува со делата кои што беа изложени тука? И кога ќе се постави одново? Да, значи делата кои што беа поставени се депонирани, нели, како што би требало, односно за да се ослободи простор за да се представат сите дела од оваа изложба. После Петар Мазев следува Борко Лазевски, така што голем дел од активностите за 2017 година се предвидени со ретроспективни изложби, така што мислам дека после Борко Лазев повторно ќе може да се види поставката во формата во која што нели на сите им е позната. И во таа смисла, бидејќи наредната година ќе одбележувате 70 годишниот јубилеј, дали има идеи да се реконцепира самата постојана поставка, бидејќи таа мислам дека 17 години постои поставена во Дал од прашање со повремени измени, да, но дали има некакви идеи за реконцепирање и кога зборуваме ли за самата тема институција на можните иднини, еве ти како професионалец во таа област, како ја замислуваш таа иднина? Така, значи националната колекција е она што нас не дефинира како национална установа, односно собственоста на сите тие дела кои што ја кажав и бројката. Именно самата мисија и визија на установи како што е нашата, која што нема само галериска дейност, туку и примерен дел е музејската, галериската, меѓутоа и едукацијската дейност. Треба да биде, значи, мисијата и визијата треба да биде од аспект на музеолошкиот дел, чување, истражување и презентација на делата кои што се наоѓаат во националната колекција. Меѓутоа, како што кажав, или како што сите знаат, функционирањето на Националната галерија на Македонија на некој начин е и условено од архитектонската осмисленост и позиционираност на самите објекти кои што се во собственост на Националната галерија на Македонија, односно таа од Пашиња Тамамин, Чифте Амамот и Мала станица, мултимедијалниот објект Мала станица, и сега и четвртиот објект куќата на Лазар Личиновски, кој што нели на известен начин се овие двата од Пашиња Тамамин, Чифте Амамот се споменици на културата. Исто така и Мала станица е дел од историја на градот. Се разбира, нели, самиот назив на спомен куќа на Лазар Личиновски е спомен, односно меморијален дел кој што се однесува на еден од нашите најзначени уметници. Таа условеност означува пред се просторна условеност во која што може да се презентираат делата во смисла на физички објекти кои што екзистираат во просторот и презентираат одредена приказна која што се толкува на различен начин, но за жал ние немаме простор, односно се надевам дека ќе се осмисли и ќе се реализира простор во кој што ќе се презентираат достигнувањата во уметноста од последните децении на 20 век, односно од првите децении на 21 век, кои што се условени, нели, од различни технички простори и односно за нив е потребно многу поголема техничка поддршка во смисла на видеопрезентации, инсталации и така натаму, за да се презентираат сите оние нови форми.
Да. Ние може би едно за на крај прашање за да го закружиме овој одговор, а тоа е соработката нели со колегите од другите држави. Ти си председателка на македонскиот одранок на ИКОМ. Тоа е интернационална организација на музички работници. Каква е соработката со нив генерално, на кое ниво добиваме фидбек за работата во Националната галерија и кои се, еве да речеме, нивните сугестии кои што би можеле или конкретно ти би можела да ги примениш? Да, па значи ние сме веќе 25 години до година, значи како што е јубилеј на галеријата 70 години до година и 25 годишен јубилеј на МНК-ИКОМ, односно Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите со седиште во Париз. Членуваат моментално во нашиот македонски огранок 166 члена од цела Македонија. Станува збор за музички професионалци кои што не се само носители на музичката дејност, но кои исто така има и конзерватори, а во однос на колегите кустоси, можам да кажем дека тука се исторична уметност, историчари, етнолози и разни други профили кои што работат во музејската дејност. Нашата задача е да работиме на мрежување, односно со светската мрежа на музеи, и ние сме дел не само од таа светска мрежа, која што има и национални комитети, и меѓународни комитети, исто сме дел од ИКОМ Европа, дел од регионалната алијанса ИКОМСИ, односно ИКОМ за Југоисточна Европа, и најмногу соработката се однесува изминатите 10 години. Нашата соработка е најголема со регионалната алијанса за Југоисточна Европа, во која што редовно членуваат и два наши члена, и се разбира, ние сме во секое време отворени за соработка, а оно што го добиваме како можност, значи не би кажала фидбек, туку како можност од другата страна е соработка и комуникација, постојани согледувања, обуки во однос на најразлични сегменти од она што нас не засега како професионалци. Исто така, она што може би заборавив да го кажам претходно е дека една од во однос на колекцијата на Националната галерија на Македонија и просторот во кој што се чуваат самите дела, е дека на Националната галерија на Македонија неопходен и е нов и соодветен простор по сите светски стандарди во кој што би се депонирали и чували нашите дела. Тоа мислам дека би издвоила како еден од најбитните сегменти за соодветно функционирање на оваа работа, бидејќи музејскиот дел, односно делот на депови документација, е оној дел кој што можеби не е видлив за очите на јавноста, меѓутоа е основата на она што е видливо и што е презентација. Исто така и една од основните задачи покрај адаптирањето или изградбата на ново депо со соодветни услови и стандарди и дигитализацијата на колекцијата, која што е неопходен услов, не само законски, туку и морален. Добро, ти благодарам. Маја, сите овие прашања нека бидат основа за разговорот кој што го направиме на 12 декември. Благодарам.